Здраво на сите, јас сум Джейлан Велиу. Година на рецесија и осиромашување, но се разбира не за сите. 2020 година беше година на здравствена криза, но и економска рецесија. Македонија официјално влезе во економска рецесија. Што тоа значи за животниот стандард на граѓаните? Ќе поразговараме околу ова со Здравко Савески, особено околу противречните податоци за животниот стандард, што неодамна беа објавени. Од една страна, порасна невработеноста, но порасна и просечната плата. Втора противречност е што порасна и долговите на граѓаните кон банките, но исто така порасна и депозитите, влоговите на граѓаните во банките. Каде е тука логиката? Ке видиме во разговорот со Здравко Савески. Здраво, Здравко, добро дојде во Гласни идеи. Здраво, баш ми е задоволство. Добро, кажи ни дали ти имаш податоци околу тоа, колку е зголемена невработеноста во 2020 година? Да, кога зборуваме за противречностите, самите податоци околу невработеноста се доста противречни. Има невработеноста ја мери Завод за статистика и Агенција за вработување. Завод за статистика утврди дека фактички има намалување на невработеноста во Македонија, што е доста чуден податок кој ќе имаме предвид дека зборуваме за рецесија. Како тоа има рецесија, фактички е намален бројот на невработени. Фактички бројките кај Завод за статистика покажуваат намалување на процентот на невработени, бидејќи фактички бројот на активно население е намален. Така што да не навлегуваме дополнително поради таа причина, тие податоци на Заводот за статистика не се доста меродавни во дадената ситуација, додека од спротива Агенција за вработување кажува дека се зголемила невработеноста. И тоа зголемувањето на невработеноста не е малку, тоа е 56.000 плюс невработени има во однос на минатата година. 56.000 граѓани, тоа воопшто не е мала бројка. Тоа вие бројот на населението на речиси сите градови во Македонија, значи поединечно, освен Скопје, Битола, Куманово, Тетово имаат поголем број на население. Значи голем број, имаме голем пораст на невработеноста. Таа невработеност не се должи само поради тоа што луѓето ја губат работата, значи значителен процент од ова зголемување на невработеноста е поради губење на работни места. Тоа е од прилика 20.000 граѓани, но тука се и оние луѓе кои првпат се вработиле, првпат доаѓаат на пазарот на труд, например, особено младите, и тие не можат да најдат работа или потешко ја наоѓаат во овој период. И доста лошо е тоа што владата се труди да го намали бројот на невработени, тврдејќи дека поради економската криза само 17.000, поради пандемијата само 17.000 невработени беа продуцирани. Фактички без разлика по која основа луѓето станале невработени, тие се невработени. И особено тука има елемент на безобразлук, бидејќи пред кризата, кога голем број на наши граѓани не можејќи да најдат работно место тука, одеа да работат на бродови или сезонски работеа на собирање земјоделски производи, портокали и слично, тогаш владата многу со голем жар кажуваше дека се намалува невработеноста. Сега, кога тие луѓе не можат да одат на брод и по линијата во западните земји, и кога тие се враќаат назад и остануваат тука, и им се влошува екзистенцијата, тогаш е лошо да се пресметуваат и тие во бројката со невработеност. Така што е сериозно зголемувањето на невработеноста во Македонија. Не само Македонија, и на само целиот свет, особено во Балканот. Имаме еден податок дека во Албанија пред 2 месеци некаде 30.000 граѓани беа плюс невработени. Така што тука некаде се движат бројките.
Да, особено важно е да се има предвид и невработеноста во другите земји, особено во западните земји, бидејќи ние извезувавме работна сила, а тоа значи дека на тој начин граѓаните наоѓаат екзистенција. Сега, со зголемувањето на невработеноста и намалувањето на можностите за вработување во западните земји, луѓе кои допред некоја година се иселуваа и работеа, ќе останат тука и ќе бидат невработени. Да, и тоа веќе се случи. Да. Добро, после околу просечната плата, значи Социјалдемократскиот сојуз се попалија дека поради нивните, да кажем, успешни економски политики, дури во време на здравствена и економска криза, просечната плата се зголемила за 1.800 денари, односно од 25.800 денари на 27.600 денари. Колку ова е точно? Повторно имаме уште еден, ако ги гледаме податоците, ако сами за себе и ако не се потрудиме да ги анализираме, тие даваат погрешна слика. Исто како податоците на Завод за статистика дека се намалила невработеноста при економска рецесија, исто така имаме уште еден чуден податок. Економска рецесија е, а при тоа се зголемува просечната плата. Повторно, самиот овој податок кажува дека нешто не е во ред со статистиката ако се гледа изолирано. Точно е дека податоците на Завод за статистика покажуваат сериозен пораст на просечната плата за една година од 1.800 денари, од 25.500 на 27.000. Но тоа далеку од тоа да се должи на успешните економски политики на СДСМ за време на кризата. СДСМ на економски план многу лошо ја менаџираше кризата, а сето ова се должи на една пресметковна функција на просечната плата. Тоа значи, бидејќи најголем број од луѓето кои останаа невработени се тргнати од статистиката, а многу често тие се оние што примаат пониски плати од просечната, и бидејќи тие не се во математиката, односно тие имат нули во оваа математика, одеднаш просечната плата е зголемена. Исто така, она што треба да се има предвид е дека просечната плата ги пресметува просек од највисоките и најниските плати. Значи, воедно ги става платите на менаџерите, на директорите, на капиталистите и платите на хигиеничарите. И сега, ако вие утврдите просек помеѓу 16.000 денари и 80.000 евра, тогаш тоа ќе излези дека помеѓу тие две плати просекот е 40.000 евра, што далеку од тоа да е точно. Така што не се должи на успешните економски политики зголемувањето на просечните плати, туку се должи на елиминирањето на работниците кои останаа без работа од математиката и второ на зголемувањето на платите на менаџерите и на она што де факто е работничка аристократија кај нас во Македонија, а тоа во добар дел е програмерскиот сектор. Во програмерскиот сектор во Македонија просечната плата сега е просечната, не највисоката. Просечната плата е 66.000 денари, што, например, кога ќе споредиме со просечната плата во текстилната индустрија, 17.000, се гледа колку само меѓу овие два сектори има огромна разлика, а средината од сето тоа е 27.000. И така што не е зголемен животниот стандард општо на граѓаните, туку на најголем дел од граѓаните е намален, иако просечната плата покажува повисок износ, поради тоа што највисоките плати во Македонија во овој период се повишија дополнително. Добро, просечната плата може да биде и 30.000 денари, но кој ја добива таа плата, тоа е друго прашање. Точно, 27.000 не значи, и тоа граѓаните многу често грешат. Мислат дека 50% од вработените земаат над 27.000, а 50% под.
најверојатно некаде 80 до 85% земаат подпросечна плата. Да, А апсолутно. многу помал процент земаат над просечна и тие фактички го влечат процентот на платата нагоре. Да, апсолутно. Добро, ова беше првата противречност што ја разгледавме. Втората, да сам преидеме на втората, тоа е колку нашите граѓани се заглавени во банките. Да. Дали воопшто сте заглавени? Да, задолженоста е многу сериозна појава во Македонија, бидејќи тоа е работа со која се грижите отпосле, не во дадениот момент. Тоа се уште во Македонија не ескалира како проблем, но темните облаци се собираат. Во тоа темно собирање на облаците, значи, податоците на Народна банка покажаа дека има зголемување на задолжувањето на граѓаните кај банките. Значи, во принцип има три вида на задолжувања. Задолжување на граѓаните преку државата колку што должи, значи јавниот долг фактички е долг на граѓаните, тие го плаќаат. Второ, задолжување на фирмите, значи на граѓаните како преку фирмите што го имаат, и задолжувањето лично преку што се рачуна како долг на домаќинствата. Долгот на домаќинствата во Македонија стигна минатата година до 3 милиарди евра. Значи, замислете го тој износ. Значи, не зборуваме за илјадници евра, за милиони евра, зборуваме за износ во милијарда. Значи, 3 милиарди евра должат граѓаните на банките. Колку е тоа многу, може добро за споредба да се направи. Ако предпоставиме дека во Македонија живеат 2 милиони граѓани, тоа значи дека секој од нас, секој граѓанин, вклучително и децата и бебињата, должат по 1500 евра на банките. 4 члено семејство должи 6000 евра. Значи, замислете колку голем товар е 6000 евра за едно семејство. И во Македонија, значи, стигнавме до ниво каде што заглавувањето на одреден број граѓани кај банките е сериозен проблем. Извини, само какви кредити, пример, користат граѓаните, потрошувачки, стамбени или други видови на кредити, бидејќи тоа е многу битно за да се одреди стандардот на граѓаните, дали користат стамбен кредит или потрошувачки? Да, најголем процент од кредитите се потрошувачки кредити, повеќе од половината од износот од ова 3 милиарди евра се станува збор за потрошувачки кредити. Сега луѓето поради различни причини земаат потрошувачки кредити. Некои земаат поради екзистенцијални причини, за да сврзат крај со крај во месецот. Некои земаат нов кредит за да го покријат стариот кредит. А некои земаат кредит само да купат некој производ, например, се случува да земаат кредит за да купат нов мобилен телефон, иако имат не само функционален, туку многу добар, веќе, но не и најнов мобилен телефон, па земаат кредит и се задолжуваат и работат за банката. За нивните пари после се слеваат како профит на банката преку каматата. И влегуваат заради многу глупави причини во должничко робство во однос на банката, и овој феномен треба што помалку да се намали, бидејќи фактички ги осиромашува граѓаните. Така што треба граѓаните да покажат малку поголема самоконтрола и не така лесно да паѓаат на маркетинг пропагандите на од рекламите, бидејќи тоа доведува до нивно осиромашување и ги завлекува во должнички односи во банките.
Но и самите тие финансиски друштва во поново време што постојат, нели граѓаните не се зајмуваат само во банки, туку и такви некои финансиски друштва, што би ги нарекле продавници за пари, тие самите користат реклами постојано, присутни се секаде. Јас сум забележала во ЈСП, значи во јавен градски превоз, реклама, не знам, 30.000 денари за толку и толку време да се врати, без камати, некои такви реклами. И секога, нели, кај граѓаните е присутна таа потрошувачка свест, нормално дека паѓаат на тоа. Значи... Да, и кога зборувавме, две забелешки би додал тука. Прво, дека тие 3 милиарди евра се само долг кон банките и штедилниците, а не го вклучува долгот кон финансиските или лихварски друштва. Значи, долгот на граѓаните кон финансиските институции е и нешто поголемо од 3 милиарди евра. Втората работа, една држава која го мисли доброто на граѓаните, гледа одредени има овластување да укине одреден вид на рекламирање. Например, рекламирањето на цигари веќе не е дозволиво. Во, да речеме, 80-тите години, голем процент од рекламите беа реклами за цигари и можеби во тој момент луѓето не можеа да сватат како е можно да нема реклами за цигари. Денес нема реклами за цигари. Исто така може да нема рекламирање на фирми, да се забрани рекламирањето на фирми кои ги навлекуваат луѓето на зависност од тие финансиски институции, за да не можат после да се откажат од нив. Цело време да бидат во нивни долгови. Така што една од добрите работи би била да се забрани рекламирањето на финансиските друштва. Да, тоа е добро, но нема да се случи во оваа држава, бидејќи така функционира овој систем. Добро, видовме за задолжувањето на граѓаните кон банките, но истовремено, додека ова се случува, во 2020 година порасна, мислам, и депозитите на граѓаните во банките. За, мислам, дека 205 милиони евра беше, што воопшто не е мала сума. Се од каде толку пари во услови на економска криза? Значи, додека некој се задолжува, некој се задолжува богатство. Да. Значи, некои граѓани се задолжиле и буквално и таа сума на пораст на задолжувањето е 200 милиони евра во однос на минатата година. А од друга страна, некои други граѓани вложиле во банките 200 милиони евра. И се случајно е сличен износот на овие суми, но без разлика. Ние тука зборуваме за огромни суми на пари. 205 милиони евра дополнително одреден број граѓани вложиле во банките. Од каде тие пари во услови на економска криза? Повторно имаме еден чуден податок, испаѓа дека кризата не ги погодува подеднакво сите. И дека не само што некои не се погодени, туку и остваруваат профит и трупаат пари. Во Македонија граѓаните вкупно имат депозити во банките 4,6 милиарди евра. Но таа сума, тие 4,6 милиарди евра, не се депозити на сите граѓани. Само 28.000 граѓани, тоа е 1,5% од населението во Македонија, поседува 50% од овие пари. Значи, 2,3 милиарди евра се во рацете на 1,5% од граѓаните. Значи, и тука има огромни суми и тие немаме, за жал, податок по депозити како бил порастот, но очигледно е дека оние што веќе имаја многу, добија за време на кризата уште повеќе. И затоа дојде до, значи, имаме еден процес на таа е противречноста. На една страна имаме
огромно ново задолжување на одреден број граѓани, а од друга страна имаме дури и во време на економска рецесија зголемување на богатството на друг број на граѓани. И што мислиш че зошто е тоа така? На што се должи? Она што кај граѓаните обично мислат кога има економска рецесија е дека сите губат помалку. Некој по нешто. Дека некој губи повеќе, некој губи помалку, но во принцип кога има економска рецесија, луѓето мислат дека сите губат. Така не е во реалноста. Во време на економска рецесија, ако се остават работите да функционираат нормално во наводници во економијата, тогаш доаѓа до дополнително класно раслојување во општеството. Оние што се работниците и општо сиромашните дополнително осиромашуваат, но богатството во време на економска криза се акумулира дополнително во однос на период кога не е економска криза во рацете на малцинството богати. Така што ако она што во Македонија се случува во овој момент е се уште економскиот удар, главно за голем дел од населението, се уште не е сериозно почувствува. Граѓаните имаат помал животен стандард, голем број од нив, но се уште тоа не е некој драстичен удар. Одреден број граѓани ги изгубија своите работни места, некои не можат да се вработат, тоа не се мали бројки, тие се 10 до 20.000 граѓани, но сепак мнозинството, настрана од овие граѓани и нивните семејства, сепак не се директно погодени. Задолжувањето. Се зголемува задолжувањето во Македонија и тоа најавува сериозен проблем, но се уште не е дојден цехот за плаќање. Долгот на државата, кој скокна за цели 10%, тоа е огромен скок во минатата година и сега имаме над 60%, се уште не е стигната на платата на тие кредити кои ги зедовме минатата година. Но, она што се гледа е дека се собираат црните облаци. Сега, во ситуација кога ако се остават работите као што досега се оставаа, имаме трендови кои во принцип нема автоматски да донесат подобрување на животниот стандард на обичниот човек, туку дополнително нарушување на неговиот животен стандард. Така што кај нас се уште ноншалантно луѓето се однесуваат кон сопствениот животен стандард и мислат дека ваквата ситуација може да продолжи и евентуално да се подобри, но во новата година, ако нема посериозен притисок од граѓаните кон властите, тогаш ќе се влоши ситуацијата во однос на 2020. Добро, значи од ова што кажа, можам да заклучам дека според тебе следи уште полош период во однос на економската криза и рецесијата и дека ако граѓаните не ги притиснат властите, дека ништо нема се промени. Да, дефинитивно, за жал така би било и секогаш во услови на економска криза, значи она што е факт е дека сиромашните уште дополнително се осиромашуваат, а богатите се збогатуваат. За да не биде така, мора да има интервенција од страна на работниците и сиромашните. Ако ја нема таа интервенција, тогаш веројатно ќе дојде до нарушување на животниот стандард на начин на кој досега сме мислеле дека не е баш така можен, но ќе биде, за жал. Добро, Здравко, ти благодарам. Ако немаш што да додадеш, би завршиле тука. Да, толку. Почитувани гледачи, благодарам и вас. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.